Недостигот на работна сила е предизвик со кој што се соочуваат се поголем број на земји од Европа. Секако дека овој тренд не ја одминува и Македонија. Додека од една страна се соочуваме со релативно високи стапки на невработеност и неактивност, од друга страна секојдневно се повеќе работодавачи пријавуваат проблеми со наоѓање и задржување на работна сила и се огласуваат испразнети работни позиции. Што е неопходно да направиме за работодавачите да добијат потребната квалификувана сила која што им е неопходна? Тема на анализа со Бојан Тодоровски од Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, но и бројни линковски вклучувања и скајп токму на оваа тема комплетно ќе ја обработим истата. Добро утро, Бојан, и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Бројни аналитичари изминатиот период анализираат што се случува со домашната работна сила, како да го надополниме дефицитот од истата. Не можеме да ги задржиме од една страна домашните работници дома, од друга ниту возните не ни бркаат никоја голема работа, бидејќи Македонија ја гледаат како попатна станица за натаму. Па видете, пред се јас сметам дека тоа е генерален проблем не само за увозната работна сила која што имаме, туку и за домашната. Не ја сметаат како попатна станица, се разбира, туку како стартна точка за иселување од државата. Тоа е еден од главните проблеми со кои што се соочуваме во моментов и не можеме да ги обвиниме, бидејќи било кој од нас би се посегнал по истото решение од истите причини. Значи, еве, сега имавме можност да ги разгледаме вестите, нема ништо позитивно. Сите столбови на општеството ни ротираат, вклучувајќи и образование, и економија, и здравство, да не ни разговараме за културата што ни се случува и едноставно се работи за многу низок квалитет на живот со кој што се соочуваме како граѓани на оваа земја. Како што знаете, и сме меѓу 10 најзагадени градови и не би можеле да ги обвиниме овие граѓани кои што доаѓаат од земјите кои што ги напоменавте. Исто така, како и причина, можеме да кажеме дека и како регион, не само како држава, сме доста затворени и не сме навикнати на еден вид на динамични раси и меѓукултурни односи со нашите сограѓани од малцинствата. И еве, Хрватска имаше соодветни истражувања за тоа дали се подготвени граѓаните на Хрватска за да имаат соседи од овие земји кои што ги напоменавте. И 70% од граѓаните изјавиле дека не би им било пријатно да имаат сосед од друга раса. Така што сметам дека и со нас е истата ситуација. Додека зборуваме за недостиг на работна сила, подетоците велат дека домашниот пазар има висока стапка на долгорочна невработеност, особено кај младите. Можеме ова да го исправиме, бидејќи најверојатно проблемот тука е многу поголем со оглед на тоа што младите денес учат, за што се образуваат, а каква е потребата на пазарот. Може тука да се лоцира проблемот? Се разбира со соработка меѓу сите заинтересирани страни, нас како работодавачи, синдикатите и се разбира пред се најголемиот актер владата, може да се надминат овие проблеми доколку проактивно се работи кон нивното решавање. Иницијално младите не ги исклучуваме од приказната на претходно дискутираното за иселување од државата. Не можеме да ги обвиниме. Меѓутоа, од друга страна, имаме проблем пак кај младите што постои еден вид на социјална стигма и нереални очекувања за тоа што е едно работно место. И ние не можеме тоа да го разбудиме од младите, се разбира, како што знаете, сето тоа народски кажано доаѓа од дома, така што мора да се работи за зајакнување на свеста дека тоа што се гледа на социјалните медиуми не е реално и дека кога ќе се пристапи кон едно работно место и еден работен однос, ситуацијата е многу поразлична. Не може да се стекнат одредени, да речеме, капитални добра и одредени имања преку ноќ, како што сакаат тие да го направат тоа кога гледаат такви содржини на социјалните медиуми. Исто така, треба малце да се поработи и од аспект на образованието, кое што ние како организација на работодавачи до сега сме имале доста истражувања и сме го испитале приватниот сектор и секогаш мислењето е дека нема доволно кадар кога се работи на понудата, особено од страна на младите луѓе.
Според податоците на УЈП, да речеме, еве, од вкупно 690.000 работници кои се приматели на плата во земјава, 37.000 работници се до минималната или под минималната во Македонија. Државниот завод за статистика во меѓувреме излезе со информација дека потрошувачката кошничка за ноември е 77.400 денари. Ако појдеме од тоа дека само мотивиран работник е добар работник или продуктивен, како да бидат мотивирани нашите работници со овие примања? Пред се, тие статистики и информации кои што се мора да се видат малци и од пореален аспект. Ние, нели, во моментов е актуелна темата за зголемување на минималната плата, меѓутоа мора да се соочиме со фактот дека не може минималната плата соодветствено да се зголемува со поскапувањето на стандардот на живот. Особено што мора да земеме предвид дека работодавачите за кои што ние разговараме, голем процент од нив, односно, нели, согласно Заводот за статистика, 83% се микро и мали предпријатија кои што вработуваат од 1 до 9 лица. Тоа се исклучително немоќни предпријатија кои што не може да ги подносат сите овие шокови кои што, нели, како што кажувате, синдикалната кошничка тука е во прашање, меѓутоа со истите трошоци како што се поскапените енергенси и високите оперативни трошоци се соочуваат токму овие микро и мали предпријатија. Токму овие предпријатија се голем дел од нив се дел од овие бројки кои што ги кажувате, приматели на минимална плата, меѓу нив сметаме дека поголемиот број се баш тие и затоа малце е комплексен моментот каде што ние доаѓаме до момент каде што се зголемуваат, нели, се зголемува потрошувачката кошничка цело време и ние треба да бидеме во постојана трка кога ќе се зголемат и оперативните трошоци, вклучувајќи ги и трошоците за вработените, па потоа пак ќе мора да се покачат цените кои што се производ на овие високи трошоци и потоа пак да ја покачуваме минималната плата, мора да се дојде до некое си средишно решение. Справување со недостиг на работна сила во Македонија се поголем предизвик. На оваа тема ќе се надоврзе и нашето следно линковско вклучување, па го продолжуваме разговорот со нашиот гостин во студиото. Колешката Симона Илиевска ќе разговара со професорката Никица Мојсовска-Блажевски, извршна директорка на Македонија 2025. Симона? Добро утро, втор пат Ване. Овој пат се вклучуваме од канцелариите на Македонија 2025, за да знаеме дека, односно да се долови моментот дека има недостиг на работна сила во Македонија и дека тоа станува се поголем предизвик. Меѓутоа исто така во разговор со професор Никица Мојсовска-Блажевски ќе дознаеме и во кои сектори има најмногу недостиг, каде младите се наоѓаат во сето ова и на крај кое е решението. Но пред се ви благодарам за издвоеното време утрово и благодарам што имаме можност да разговараме на вака битна тема. Добро утро и благодарам и на вам за поканата. Има недостиг на работна сила во Македонија и тоа во повеќе сектори, па на почеток ќе ги напоменеме каде има најмногу недостиг и како ќе се реши тоа. Апсолутно, морам да кажам дека неочекувано некако или неспремни дојдовме до ситуација во која што од вишок на работна сила или од високи стапки на невработеност, дојдовме ситуација во која што работодавачите се жалат на недостиг на работна сила. Кај нас пазарот на труд е, би рекла, дуален, тоа значи дека има недостиг на работна сила и кај елементарните или пониски нивоа на знаење и квалификации, меѓутоа и кај повисоките. Кај пониските нивоа на знаења и квалификации главно има недостиг во сместување, во градежништво, додека пак кај повисоките тоа е кај извршни, да кажам, директори или високо ниво на менаџери. Меѓутоа, она што исто така е карактеристично и придонесува уште повеќе кон недостиг на работна сила е фактот дека кај нас мобилноста на работната сила е многу ниска, односно дури да најдете работа во друг регион, во друго место на живење, не сме спремни да се преселиме. И тоа е една карактеристика која што го отежнува функционирањето на пазарот на труд, особено во една мала економија. Односно, за сето ова зборувавте вие и на Меѓународната организација на трудот, па кое е решението, како да се пристапи кон овој проблем и колку време ќе биде потребно сето тоа да слегне со оглед на тоа што кажавте дека од ситуација каде што има голем број невработеност, сега имаме момент на недостаток на работна сила. Па добро, сепак би рекла дека кај нас има расположива работна сила, има повеќе резервари на работна сила кои што мора да се искористат. Прво би кажала дека стапката на активност е многу ниска
ниска. Например, само 50% од жените кои што се на работоспособна возраст можат да работат, се способни да работат, се вклучени на пазарот на труд. Значи останатите 50% се надвор од пазарот на труд од различни причини. Значи тука гледаме една голема можност со активација на жените да се намали недостигот на работна сила. Понатаму исто така, за жал и покрај реформите претходни на социјалната помош, односно наречена гарантирана минимална помош, сепак тие лица треба да бидат активни, треба да прифатат работа доколку државата им понуди, меѓутоа таму имаме една голема неактивност и тие луѓе може да се ангажираат, може да се активираат, да придонесат кон понудата на работна сила. И трета една категорија, тоа се младите, кои што спаѓаат во една категорија наречена ниц или ниту се во образование, ниту на пазарот на труд. Такви има околу 80 до 90.000 млади лица и мислам дека е неопходна активација на овие лица да придонесат кон создавањето на бруто домашниот производ. Зошто младите во тој период од животот не се во работен однос? Дали ги демотивира можеби платата и условите кои што ги нудат работодавачите или едноставно можеби гледаат начин за како нивниот живот и кариерата ја проложат можеби и надвор од Македонија? Па прво би кажала дека кај нас стапката на запишување во високо образование е висока и голем дел од младите се неактивни на пазарот на труд, бидејќи веќе се образуваат и малку е ригидна кај нас законската регулатива во смисла на тоа дека не можат да работат и да студираат како редовни студенти. Така што тоа е доста ограничувачко. Меѓутоа исто така голем дел од младите не се ниту невработени, значи тоа дека тие се надвор од пазарот на труд и се неактивни. Според предпоставките, дел од нив се емигрирани, тоа е точно што го кажувате, меѓутоа дел од нив работат во, дали е тоа неформалната економија. Исто така кај нас е проблем и фактот дека имаме голема диаспора која што праќа парични средства во Македонија и делот и од жените, меѓутоа од младата популација веројатно живеат од тие парични средства. Меѓутоа со здрави политики, паметни политики мора да дојде до активација на овие лица и веќе има такви активни мерки за вработување кои што токму се насочени кон оваа група на млади, даваат ефекти. Македонија е прва земја во која што не е членка на ЕУ, која што применува гарантирана помош, односно мерка која што има возможува на младите да најдат работа, да се активираат, така што резултатите се добри, меѓутоа не доволни. Инаку ако зборуваме за невработени млади, таа бројка е многу мала. Над околу 16.500 млади се само невработени. Значи не е таму проблемот, поголем е проблемот во неактивноста на младите. Никица, ви благодарам за денешниот разговор. Благодарам и вам. Тоа беше разговорот со професор Никица, извршна директорка на Македонија 2025 за проблемот кој што станува се поголем во однос на стапката на недостаток на работна сила. Тука се вклучени и секако и младите кои што треба да се задржуваат и како во Македонија и на такви проекти и се работи. Со озбилна политика може да се дојде и до решение и да се направи баланс помеѓу недостатокот на работна сила, односно да може да се функционира и кај младите, како и кај оној процент жени која што мојата соговорничка ги истакна. Благодариме, колешката Симона Илиевска направи надоврзување на оваа тема. Во студиото го имаме Бојан Тодоровски од Конфедерацијата на слободни синдикати. Бојан, ниските плати се само еден аспект од приказната. Тука се и злоупотребите на работодавачите. Често работниците се жалат на овој проблем. Значи вака, ние како бизнес конфедерација се обидуваме да ги сузбиеме сите тие нерегуларности кога се работи во поглед на работниот однос помеѓу работодавачот и работникот. Ние конкретно се бавиме со проблематика која што сакаме да ја промовираме упорно кога се работи за одговорното работење на бизнес. Дефинитивно постојат етапи на дискриминација и непочитување на работниот однос од страна на работодавачите. Ние тоа го имаме на терен испитано и го имаме анализирано. Дел од тоа се работи што е поради карактерна особина на работодавачот, меѓутоа исто така голем дел се работи и за незнаење од страна на работодавачите. Затоа ние како организација на работодавачи се обидуваме, како што реков на почетокот, да ја сузбиеме оваа проблематика и да тргнеме од сршта, бидејќи како што реков, ние секогаш промовираме одговорно водење на бизнес и затоа сме едни од организаторите и доделувачите на годишните награди за општествена одговорност, меѓу кои е секција за од наградите за општествена одговорност е однос кон вработените.
И еве за да ја заокружиме темава, пред малку Симона со Никица Мусовска-Блажевски зборува за конференцијата која што меѓу другото ја организираше меѓународната организација на трудот, каде што беше презентирана студија за тоа што треба да се направи да се надомести дефицитот на кадри во Македонија. Она што ме интересира за крај на разговорот, што сметате вие дека е приоритетно и мора да се стори сега и веднаш? Дефинитивно социјалниот диалог е многу важен кога се дискутира за вакви теми. Мора да се работи не само на национално ниво, туку и на локално ниво. Значи, ние како институција, односно платформа за социјален диалог, го имаме на национално ниво економско-социјалниот совет. Многу малце од нашата афила знаат дека исто така се активирани локално економско-социјални совети и тоа е со причина така, бидејќи тие функционираат само на хартија. Дефинитивно тоа се едни од најважните институции кои што можат да ги решат овие проблеми, затоа што мора да се тргне од локалните проблеми за да се делува на национално ниво. Колку сметате дека кариерното советување е важно кај младите, вистинското насочување за она зашто ги бива? Дефинитивно е многу важно, особено дека треба да се работи кон кариерно насочување уште од најрана возраст. Ние како организација имавме сега проект кој што го спроведувавме за инволвирање, односно на кариерно советување уште во основното образование, односно да се работи поинтензивно со педагозите и психолозите на основните и средните училишта, за да можат младите да се ориентираат кариерно уште од најрана возраст, за да не дојде до ваков дефицит. Благодарам за гостувањето во Македонија. Наутро се надевам следното гостување со убави вести ќе седнеме овде. Исто така се надевам и благодарам. Неслучајно ве прашавме за кариерното советување, тоа ни е темата од југоистокот. Да.